Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Така е, добре дојдовте во првото издание Никој како народе македонски. Се надевам дека од денеска ќе имаме можност на вистина да уживаме заеднички. Вие пред малите екрани или поголемите екрани, нели ново време, а ние овде со нашите гости кои што ќе се трудиме заедно со Кате и со сите оние кои што ќе гостуваат и целиот тим на Никој како да ви приредиме одлична забава секој работен ден токму на време. Така е, 17:15 ќе биде терминот кој што веројатно сите ќе го знаете веќе од утре или веќе од денеска. Спремни сме за многу забава, многу изненадување и за нашите гости, многу пеење, така, нели? Но и награди, односно подароци за сите оние кои што не гледаат и ќе ни се јават на телефонот на Телма телевизија. Или тоа во рубрики онака накусо наброена, она што го кажа рендето, каде што ќе рендаме и настани случувања позитивни, негативни, ќе биде интересно. Се разбира, ќе имаме можност подароците да ги доделиме преку ова чудо овде. На кој начин ќе го знаете, односно нашите гости тоа ќе го прават за вас. Не треба да погаѓате, доволно погаѓавте кај Тина во тркалото, а се разбира дека имаме и оние гости кои што цело време ги најавуваме, кои што ќе нас да ви направат убаво попладне, со кои што и ќе пееме караоке. И се разбира, ќе зборуваме за се оно што е интересно, а не го кажале на телевизија, можеби, на малку секојдневни теми, попладневни опуштени теми, но и преку предизвици. Така е. Знаете што размислувавме? Размислувавме дека е дојдено на вистина време, затоа што на сите ни е веројатно преку глава, а особено и на нас, на мене и на Ненад ни дојде преку глава да бидеме толку многу сериозни. Кога можевме во утринската, веројатно ќе можеме и овде. Така Нена, да ги забавуваме и да ги распеуваме сите оние кои што ќе го носат ова попладне или ќе бидат заедно со нас и ова попладне на Телма, или секој попладне во 17:15, се до 18:15. Или, ако сакате подобро, време е за малку забава, наместо да гледате вести. А ако сакате да гледате вести, сте на вистинското место во 18:30, веднаш по нас. Така, после нас вести, гледајте си вести, комфорот нема да ви го рушиме. Новата сезона на Телма почна со многу емисии, многу возбуда и ние сме возбудени исто така и верувам дека ова ќе биде вашето секојдневие, секој ден во 17:15 до 18:15, фреквенција Телма телевизија, Никој како, сите ние кои што ќе бидеме во оваа емисија. И го спомнавме караокето, веднаш да почнеме, да не испадне само водителеве све зборуваат и ништо на крај не ми презентира. Значи, одиме со ред, ќе се научиме што се како имаме во емисија, а нормално дека ве чекаме и вас со сугестии, со коментари на нашите социјални мрежи, Никој како не имаме на сите социјални мрежи, така што и малку подоцна да ни се јавите нормално до своите интересни подароци. Како го брзо ова? Спремни? Спремни! Ако јас и Ката не пробаме први, па нема да оставиме гостите да дели. Не, мора да се почне со песна. Така е, да се почне со песна, да се почне со караоке на телевизија, за прв пат мислам дека, или можеби во 90-тите, и да се почне онака како што треба со позитивна енергија. Секако. Бидејќи е старт на есента почна, летото заврши, решивме со Кате, а и брза песна, сите ја знаат. Еве го микрофонот, вклучено е се, подготвено да пееш, Кате. Ајде. Ја пратечи да ти умамам. Да, како сакаш. Добро, готово. Пред гостите, пред рендето, ајде да го пробаме караокето, да видиме како тоа оди. Ако може, еве го тука ни е текстот, добро е. И да чуеме. Еве ги бил дугме и хајде му планине. Супер. Можеме. Читај, Кате, а ја знаеш? А не знам нешто, не знам, Нена. А музика ќе ни пуштат? Само чекаме музика и чекаме да плеуваат. Така што, ајмо. Чекаме. Со матрицата има технички проблем или не сакаат да пееме? Веројатно не сакаат да пееме. Ајде, со фајлот. Те знаеш? Па, добро, ајде тогаш. Не, одиме на друг файл. Ајде одиме на... Сакаш ли лева патика да? Лева патика не е правда. Или сакаш калиопедали ме сакаш? Не, таа лева патика. Гостинката ка бе? Да. Ама не сакаш и друга. Добро, ај лева патика режија, ајде да пробаме, сефте да направиме. Може. Ајде да видиме. А зборови? И зборови, и текст, и се. Само ти кореографија мавни, знаеш како тоа добро си оди, и да почнеме. Чисто да се загрееме на стара, така ти кажа. Мамо, спаси ме. Сакам женска луда фина, да биде како Лина. Мамо, спаси ме. Ајде да френдеме заедно. Неправда, па
односно да направиме пробата, за да не се случи на гостите. Ти гледаш? Гледам, ама розово. Ти гледаш жълто? Розово, све нека ти биде розово животот векат. Добре. Добар старт. Одиме со ренде за многу кратко. Видете тука да видиме кои се настаните кои што го одбележуваат денот, односно оно што е најголем трендик на социјалните мрежи. Гледаме за кратко. Еве назад на позиција каде што ќе рендаме, подрендаме и односно ќе се забавуваме така што првите 10 минути во ренде. Ти нели ќе рендаше? Да, извините, имаше така да почнеме. Денеска Морков ренда кате? Да. Денеска сме, ама немам на што. Не, подобро не ренда. Подобро не ренда и кој ќе се расправа со морковиве твои. Добро, збори. Добро, оваа рубрика е наменета за сите, рековме, оние настани, личности, позитивно, негативно. Ова е за супа. А ова е за супата која што Кате се пофали дека со стартот на оваа емисија ќе ја прави наутро, како секоја добра домакинка, ќе станува рано, ќе прави манџа, ќе прави супа, тоа го направи денеска, додуша ништо од супа манџа. Болонјеза. Болонјеза, ама добра си за старт. Стоп. Доста. Добра си за старт. Доста, направи лом. Одлично, за салата имаме. Чисто декорација горе за салатата, па нема на Морков да правиме салатата. Така е. Не знам како ви е дома ритуалот, да речеме попладневен, кога сте дома. Като? Да речеме, ние после ручекот се кафесуваме. Да? Да. Кафенца? Да. Браво. И обично сакам ја после ручечи, после мезенце, нели кафенце, па малку и разговор со домашните, нели кој како поминал на работа во училиште и така натаму. И драго ми е што досега има времето да го правим се со емисија нели не, но очигледно во доручекот ќе го префрлам тој муабет. Ама е битен. Наутро. Наутро. Да, мора да се направи муабет, односно мора да се вратат оние семени вредности што значи дека ќе бидете заедно на трпезата и ќе јадете. Лена, ама сум смешна. Не, одлична си. Одлична си. Господа. Сестра на Миле Паника си. Милена Паника. Братучетка на Тина Тарнер. Да набројувам уште? Да. Доста. Не, тога ќе се стопирам. Барем во првата емисија. Значи, она што одлучивме е, јас испомнав во канцеларија на Кате, која се подготвувавме за содржинието, викам Кате, ќе зборуваме, може да зборуваме, затоа што во екс-Југославија, она што во моментов ги има како битни информации, односно по сите портали се пишува, е стигнувањето на Касандра во Белград. Касандра стигна во Белград. Жива? Кате ми вика жива ли е? Викам жива, здрава. Жива, здрава. Поздрава не може да биде и посимпатична не може да биде на тие години. Значи, како што ја памтиме сите, а веројатно ја памтиме сите, посебно нели од генерација од тука некаде нашава, па малку повозрастливе, се младиве, нели не ни фатиле. Но беше револуција, па можеме, ако може режија, да видиме и погледнеме како тоа ја дочека, односно стигнувањето на, како се викаше, Кораима? Кораима Торес. Ајде, колешке, презентира да видиме. Актирката Кораима Торес на 22 септември доцна ноќта слетала на белградскиот аеродром Никола Тесла, драги гледачи. Венецуелската актерка, ова е Касандра која што ја познаваме, а ова е веќе Касандра која што, односно, Кораима Торес. Што би рекла комшиката од трети, ова жена не старе. Да, значи, нели, на 22 септември, кажавме, пристигнала во Белград и ја пречекале бројни медиумски екипи, веќе тоа го гледаме и по тој повод ги воодушевила, нели, сите. Тори се појавила во бордо, еве, гледаме, бордо комбинезони штикли, а насмевката не ја тргала од лицето. Она зошто е Кораима Торес во Белград е заради снимање, односно ќе толкува главна улога токму во нова... Главна или гостинка? Главна. Еве ти ама додуша оваа се унезината земја не ја ни знае. Чека да не сгрешам, па после тоа да изгорам. Како беше тоа? Чека, нека изгор. Кораима се, не знам каде, ама знам дека прочитав дека ќе игра една од главните улоги во новата серија Игра на судбината, како специјален гостин. Ето значи гостин, веројатно. Нема тоа не е толку голем бизнисот во Србија за да има толку пари да платат Касандрава главна улога за игра. Сега ме зизна, Башка во српска серија. Може ли тргнам овие розивива, не гледам со нив?
Да, Сакаш со секако. розен? Не, ти без наочари, колешка, не гледаш, ама добро. Срам да ти е Лупа, сега. како не ни текна лупа у Стварно сценографија можеше. да побараме? Само да ви кажам Ај, дека кај се имаме до утре 16, лупа. ама фондот, ама пак не ми. Добро, Не што ми се пасува. запомни. Не знам дали е главна или не Да, главна. се префрлиме на ова второво. Добро. Исто околу муаветот за тоа што би било интересно да споделиме со вас, почитувани гледачи, Кате на социјалните мрежи сподели со мене првенствено Така е. едно интересно видео и ќе ги ставам јас нормално по кога ќе го интересно, видите самото по себе шокантно. Пуштај режија за што се работи. Ајде. Нормално дека е шокантно, но од друга страна, вака кога ќе навлезеш во суштината и кога малку истраживме со Кате, свативме дека па и голем дел од Така е. како му доаѓа ромските свадби се Така, шокантни така и е. таму се фрлаат многу пари. Тоа е такви И грандиозни таму се свадби во истакнува. кои што има се и се што. Ова така. беше видеото. Ова е видеото. Каде што Ова е во акцент Романија, паѓа на така? невестата. Пуста невеста, она не, толку е играњето на невестата. Она толку ќе види пустата од свадбата, затоа што Само го игра? веројатно со кран ја носат, ја спуштаат и ја зимаат. Леле. Добро. Маринка тука, ама превју неам таму, морам невестава да ја видам, знаеш како тоа ми доаѓа инспирација. Добро. Добро. И Мајко Божја. се инспириравме со Кате малку да истражиме. Така е. Верувам и на вас ќе ви биде интересно. Значи, за овие свадби кои што посебно во Романија, нели, па и еве ги гледаме во диаспората, во најразлични прилози и емисии, навистина се вложува, се фрлаат многу пари. И сето тоа изгледа дека стварно го плаќаат луѓе. Знаеш колку е убава невеста во ствари? Значи, остаја ти за невестата, Да. дај Ајде со сега. фактите Факти, и да. статистиките малку Ајде сега. околу Значи, овие свадби. Да, навистина сега нема шега, сериозно, сакаме да ви кажеме некои факти околу овие ромски свадби. Абе, Кате, требаше да ги кажеме додека идат и серди, не ти да се загледаш. Добро. Значи, ромските свадби траат неколку дена. Се познати по својата голема бројка на гости, дури и над 1000 гости, имало и свадби до 4000 гости. Има традиционална облека секогаш, раскошна и екстравагантна. 4-5 фустани менуваат овие ромски Има се невести. може, се добро. Рекордна цена на венчани фустани, значи многу скапи венчаници, имало венчани фустани на ромска свадба, еден од најскапите бил вреден повеќе од 200.000 евра. Боже, браво. Масивен број на музичари, музиката е суштински дел, нели, од секоја свадба. Има оркестри со над 10 музичари. Брзаме, рекордни свадби, значи траат. Многу во Романија имало, ете, таа е, 2011 4000 гости. Традиција на златото, значи многу е важно да се носи многу злато, голема количество на злато. Свадбени пазарења има, нели, договарање за невеста, па има танци и прослави, значи динамични живописни танци. Кочарка била една од најпознатите традиционални ромски танци која се изведувала на свадби. Рекорди за најдолга свадба е дека една во Србија, која што се одржала, траела 2 недели. Првите неколку дена биле посветени на семејството на младоженецот, останатите денови на семејството на невестата. А ти текнува дека коментиравме на индиските? Индиската, таа беше 43, така беше? Тоа беше 4 месеци траеше. А 4 месеци, ама се заедно собрано или така беа 43 дена или не? Не, 4 месеци со, не знам... Носење на Италија, не со знам... таму Джастин Бибер пеел, па ваму пеела Ријана, па чекај да одморат младиве. Па Бионсе, па... Бионсе, Гага и така. Така да, и намаму. индинциве тука се некаде, значи можеме да направиме една споредба така да видиме кој поише. Кој поише... Кој поише. Кој поише сака. Кој поише. Свадба. И уште нешто Треба да шокантно. сакаш свадба, уствари. Свадба. Сами Кој не сака свадба? Замисли свадбата ти трае... Колку са? Значи тебе да ти трае 4 свадбата месеци. 4 месеци, ние преморени, Ќе претепани умреш. после 5 сати од хотелот гледаш да си отидеш. Во секој случај, интересно е за размислување и за коментари, нели? Дома верувам ќе изнудат коментари сите овие, и тоа ни е целта во овие содржини, а верувам дека ова нема да помине незабележано. Кате, подготви се. Дали ти, Кате, Добра? би се осудила, не мора околу светот, околу Македонија. Добра? Тука ти е, Да? Што? на велосипед, Што? вака. Пушти. Не, на... Шо? Чекай да ги ставам родеви во очи. А зашто да видиш или да не видиш? Се срамиш или не се срамиш? Види, овде се гледа, ама ништо не се Ама овие се гледа. инспирирани од Мадона. Или Мадона одеше низ Лондон? Ау, не знам тоа. Да, Мадона одеше Кола? низ Лондон, да.
На точак? Угол гола на точак. На велосипед. На велосипед, така. Да. Добро. Па, после Мадона овие одеме. Не, види, има навистина многу маратони кои што се случуваат и така натаму. И сега не знаеш ова изнудува муавет да не знаеш дали да го одобриш или да не го одобриш. Што мислиш ти за во јавност појавување гол? Ако им е убаво на луѓето и ако не пречат никому, што е проблем? Чекај малку сега. Ако им е убаво, ако не пречат, нормално дека не пречат, ако не се тепа, ако не краде, не пречи. Да. Ама сега ти и твоја Јана шетате. Добро. Ама не шетале они на такви дедо и така натаму. Шетале, низ град, па и да, горди, ги поздравувале. Па не баш. Луѓето пола ги осудувале, пола ги поздравувале. Затоа те прашам во која половинка си ти. Муабетот е, окей, нели, човек, што сака, негов си е животот. Но, овде веќе мислам дека се граничи малку со, нели, ти си засегната, затоа што тебе ти е незгодно, затоа што ти да речеме си со близок некој, кој што... Па ги гледаш тие работи. Може сама, ако си на улица, ќе се изнасмееш, па ти можеш и прилог да им снимиш. Ама, ако си да речеме, нели сега со семејство и така малку посериозно. Не е пријатно, деца и затоа те прашам дали ти би одобрил или не. Шега на страна, веројатно не е пријатно и ни за гледање вака, може да се пошегуваме само, ама не е дека нешто. Ми се застрами пуст така. Поминале 420 километри на велосипед голи, возеле 6 дена, а биле рекреација за луѓето. Ето така, да се знаеш. Изненадување. Джей Антич и Нил Кокс. Поздрав ако не гледаат, дојдете и во Македонија. Не знам како ќе проидете. Ненаде, немој. Океј, овде завршуваме со рендето за денеска. Толку е во ово издание, утре пак нешто интересно, а во продолжение не пропуштајте. Ве чекаме и вас на телефоните, ги чекаме и нашите гости Димитар и Сара, а исто така внимавајте, на крај ќе имаме еден интересен предизвик во она наша игра на крајот од секоја емисија. Така што бидете со нас, по рекламите се враќаме за кратко. Неверојатни 24.000 денари бонус за вашиот нов Samsung смартфон. Сурфајте на најбрзата мобилна мрежа во Македонија. Славиме 100-ка и за роденденот прашавме. Како би изгледала вашата реклама за Скопско? И акција! Во мојата реклама не би постоело топло пиво. Па ни на плюс 50. Дејан знае како да ужива, ама знае и Владко. Кај него, Пиводром достава има во секое мало и никој не ја испушта дружбата за да оди по пиво. Александар не би ни морал да оди по пиво. Си има пивовод, Скопско му стигнува право дома. Па има ли нешто подобро од тоа? Има. Во рекламата на Ина, Скопско е најдобро кога се дели со најблиските. Дури и кога се најдалеку. А во мојата реклама најважното собера цело друштво. Скопско и Стоп. се... А шишето? Онака ладно, со една капка што тече по него. Не ни мислевме реклама без шишето, а ни без вас, зашто Скопско сте сите вие. За наредните 100, Скопско и се е можно. Чоко. Бири, дете, чоколадно млеко, моја крачица. Понекогаш мора да им кажете не. Но кога ќе кажете да, тоа многу им значи. Мало вкусно задоволство совршено за вашите малечки. Киндер чоколадо. Мало задоволство, многу внимание. Се што сакаш, побрзо од што очекуваш. Сега за само 30 минути земи Виолетов потрошувачки кредит и оствари ги своите планови. Искористи ги промотивните поволности без трошоци за одобрување до 31 октомври. НЛБ банка. А кога Скопско слави 100 години, секој град си има свое пиво. Бидејќи секој шише Скопско бевте сте и ќе бидете вие. За наредните 100. Скопско и се е можно. Каде и да сум, во било кое време, животот е прекрасен со те.
Животот е прекрасен со тебе. Заедно славиме 5 години А1. Со роденденската А1 комбо понуда. Побрзете го домот со супериорен оптички интернет и добите 50% неверојатен роденденски попуст за вашиот нов смартфон iPhone 15 за само 999 денари месечно. А1. Секој твој свет. Beko Energy Spin заштедува до 35% од енергијата. Сигурно. Beko. Персил. Колку и да беше тешка утакмицата, гелот Персил ви овозможува длабинска чистота на лиштата, па дури чиста машина за перење. Тоа е Deep Clean Promise. Персил, нема му ја доверувате својата најдобра облека. 25 години безвременски стил и естетика во домот. Во салонот во Кочани, на 2400 метри квадратни, можете да најдете мебел, ламби, слики, порцелан, прекривки, вештачко цвеќе, декорации за секакви пригоди и сечености. Посетете не и ќе бидете дополнително инспирирани во желбата за уредување на вашиот омилен простор. Флорис, 25 години со вас. Со роденденската А1 комбо понуда добите 50% неверојатен роденденски попуст за вашиот нов смартфон iPhone 15 за само 999 денари месечно. А1. Секој твој свет. Каде? Дојавте назад, го следите првото издание Никој како на Телма телевизија во 17:15. Од денеска секој работен ден ќе се грижиме малку повеќе за позитива, за добро размрдување по дома, се разбира добро распевање. Четворка, чао четворка. Марина, поздрав. Поздрав и до Мите на кран. Така е, Мите, треба мускули да се издржи тој кран. Моравме да си ги поздравиме луѓето кои што ни се позади камерите и се разбира поздрав до режија. А нормално почитувани гледачи, сега е време да ги поздравиме нашите гости. Така е. Ајде на убава најава да ги спустиме. Значи, тие се пар кои што брачен пар, да, кои што се долго време на музичката сцена. На сцената На сцената, добро. Потоа? Таа има долга црна коса. И тој има долга витка на црна коса, негде доста. Сите ги знаат. И не може емисија да помине без нив. Така е. И сите ги обожуваат. Така е. Тоа се Силви Бенд! Повелете! Знаем дека нема да те пусти. Абе, не сме ние, врати се! Влаче, дојди, Влаче! Влаче, ти си! Идеме, трики! Ајде, Силви, добре дојде. Браво, со бендовци. Кој ќе го поминеш по ова бенд, тоа е. Чао, Марина, Мики, поздрав до режија и цело четврто Б при музичкото училиште Илија Николовски. Знаеш дека се без пари и снимателиве, мора да ги поздрават. За реклама се тука. Вака е место или? Абе, место ни за колчињата за светло. Ти си на пониско, Јас лице пази. Пази лице, Сара. Пази на лице. Дојди на повисоко. Одначно, Силви. Не, тоа ако одлучиш да се смееш, Сара, не знам како се смееш. Ако се смееш онаква како Кате, бам, и затоа ти пишува пази лице. Да не се одиш. Зашто сте без наочари? Ката не гледа. Не гледа. А ти си као Бачо со наочари. Бачо? Не, да се расшириме. Дај го на Димитар окалките, дај му ги на Димитар. Не, фала, јас сум. Сади ги што. Дали ке гледаш? Уште пона... Тука добре. Одлично. Кате, прво, овие нете се изчистени од... Па затоа бе не гледам, Од Димитар. 1 април 97. Ете. Амен, сега да му гужва бевме. Емисија спремаме за научарите се фати. Не можеш Битно така. овде не е жогирано. Средано прашинка има. Има ли прашина? Ајде да провери. Ајде домакинче дете. Сакате да знаете кај не ви жогирано? Онда кај што чекаат гости да истори. Таму не се Леле, мајко, Добре, таму не се гледа, не треба во етер тоа. Чекай да го средам, ова нема. Добре ни дојдовте. Екипа, Екипа, добро дојдовте. добро најдовме. Сара Мејс, Димитар Атанасовски, ви благодариме што нели ни се придруживте во првото издание од Никој како, каде што на вистина сакаме и очекуваме да биде лабаво. На Телма, за тоа си родена.
Ајде, па си распеа сега, дај да направиме една. Само да ти кажам една работа. Ама знаеш ли од кај инспирацијата? Одлично ја почнавте. Од Нико, као ја, Нико. Тама сакам да кажам браво за македонска продукција, конечно забавна емисија. Они сака хајде у планину да почнеме. Господ гледа ве луѓе. Хајде у планину. Вие сте само за на планина, значи остајте шубав песна има в Се телевизија. согласувам со господинот Димитар Атанасовски и морам. Ќе си го добиете редот поведение. Ние прифаќаме критиките. И уште една работа сакам да кажам. Не можеш бе брат да кажеш дека Касандра не старе као покојни Майкл Джексон изгледа има 784. Колешката мислеше дека е покојна. Јас си викам, можеме за Касандра, пошто нели... Таче и умрјава, бе! Од ова што се збори, викам, можеме за Касандра и викам, а она не беше мртва? Ке ме убија, тетки беше Али супер ви беше ова со голиве на точак. Тоа сакавме, и тоа ни е целта малку да прокоментираме со вас. И искрено уште една добронамерна вака сугестија. Мислам дека гостите на почеток треба да си ги викаме за да кажат нешто. Точно така, затоа што ние за такви свадби имаме многу да кажеме за што сме присуствувале на некога. Значи кажи да влеземе на поканите во емисија. Ама идејата се издарвирав. Идејата ни беше идејата ни е во кратки црти и да ги поминеме со вас тој материјал, да го поминеме. Ајде пуштете ги уште. Ова нема време, нема време. Само да, ако имаш нешто да додадеш, нели да прокоментираш, слободно можеш. Јас имам да додадам, ако може да ми пуштите музика, да се качам на масава и да Значи, вие да сакате да кажете дека за ромски свадби ќе се збори. Јас имам таков материјал од семејните архиви на Атанасовски, што мислам дека немаше потреба од светски примери да давате. Такви чочеци и торти имаме што... Не знаев. Ете, за следна прилика ќе не викнете, темата ќе биде ромски свадби. Добро, сега објасни. Не, стварно сте били, мислам, сега ќе не викнете, да, остај друго, све паѓа во вода. Се не убаво, јас све да зборам, се испадне дека јас сум водител. Ајде, прва фала што ми дозволите да кажам нешто јас во првата емисија. Стварно, Димитар, на Нинатина Ката, никој како? Никој како човек кој што треба да надзбори тројца водители. Тоа сум јас. Јас ќе се солидаризирам, се надевам малку ќе пријавам. Ти ќе се солидаризираш. Значи, муабетот за ромската свадба беше дека годинава бевме на свадба кај Неврус Бајрам, тој е мој другар и исто така сопатник во Бенските води. И нема врска, многу игравме, имаше момент кај што јас се качував по столчиња, маси, чочеци, беше лудо и лудо и вториот инсерт од свадбата, да чисто да прашаме дали било така. А ја мислев имате инсерт од свадбата на Неврус. Неврус, не ни го пушта, плейоф не е. Да, баш се такви, нели? Многу беше забавна свадбата. Види, има разлика од ромска свадба до ромска свадба. Сите се онака со големо, со гламурозно се. Повесела бе. Невестата можеше да се движи. Статична невестава, пошто е голем фустан и печи, а разликата се женски маки. Со тркалца е невестата? Да, невестата со тркалца. Еве, ова е уствари фустанот доле од невестата. Сега невестата горе игра моментално. Ова е невестата кача на горе чуца како игра. Мене многу ми се свиѓаше, го научивме орото ромско и моментот кога влегуваат младоженецот и невестата, многу интересно цупкаат, така многу е интересен танцот, многу ли беше сладок, да. Тоа беше многу окей. Топ. А на овој ромскиот бал сте биле? Кај наша? Ја еднаш го имам водено. Да? Да. Знаев, да. Знаев дека и таму си имаш нушна. Те лажа. Намерно да те правни во моја. Дека не те ми Кога Али имам родено. Извини, мага јавно што ти кажам. Имам родено мисица. Имам водено мис шуше романичае. Еднаш. Чекај, ке ни избегаат овие гулите на велосипед. Шо викате за нив? Добра тетоважа. Студио, дали се слуша? Добра тетоважа. Би голи на велосипед ни светот? Не мора ни светот. Еве, например, од Пинтија до Драчева. Од Пинтија до Драчева не, али од секоја друга точка до трета, да. Кај што не те знаат? Не, кај Шимов Горнич. Стоп на таа. Така е првата емисија. Дај ги тоа. Дај ги тоа, што да дадам како се борам со листовите. Ја како дигитално дете, ти како да аплицираш за бизнес и со документи. Ова ми е едношалтерски систем. Ова земете, повелете. А нема пенкал. Имаме пенкал. А имаш кај. Добро, најдобро. Значи ова ви текнува кога бевме мали. Кога си има споменари и кога нели со другарче кога ќе се запознаеш.
си пополнуваш делот, нели сите оние прашања кои што се интересни и кои што те отсликуваат тебе. Со Кате решивме, нели, да биде малку позабавно, да ве вратиме во тоа време и затоа рековме, од одговорите да ви бидат првиот одговор кога сте имале 7 години, што сте пишувале тогаш во прво оделение во нечив споменар, и што би напишале сега за истото прашање. Горе ќе ни се подпишете и ќе ни посакате нешто, добро или лошо во зависност од тоа што сакате, за да ви ги чуваме за спомен, нормално споменарките, затоа што се разбира, ќе ги имаме од вас и од сите наши гости. Само да ти кажам, Сара, значи имаме само 30 минути за... Имате 30 секунди, нема минути. Ево ти на тебе 30 секунди со ова принкалца, не видам. 30 секунди? Добро, тоа ќе го почекам да видам да Ајде бе, па ти они неа пуштија, хајде на планину, па сега за шакалото. Сара, можеш да пишуваш и да те прашам нешто како помина снимање на спотот? Секогаш. Не можам. Секогаш не можам. Тоа ќе напишам после да прашам. Или ќе одговориш, па после ќе ги напишам. Не пришкрта нешто. Се збунив, мислев дека е за сега. Како мислите, има и порака за раз... Што препишувам бе јас од тебе, па името горе си го напишав. А зашо Димитар пише кај тебе? Добро. Сара, шо спот, шо песна? Сара, вчера снимаш спот, а? Вчера снимав спот. Дечки, ова пенкала на работа. Кате, зошто ме лажеш? Сара? Вчера снимаше спот, така ми рече. Сара, вчера снимаше спот. Сара, вчера снимаше спот. Дали си нормално? Па или вчера снимаше спот? Не требаше вчера да се сними? Требаше, да. Ама некој Сара си панзап. Го презакажавме за 6, да. Имам и јас така. Презакажавме за 6. Да, јас се пријавувам. И така што ќе биде. Можеме заедно да забавиме. Презакажане, одложене. Мајко, мила. Добро, за да добиеме во време, затоа што сакам и други игри, извини што те прекинав, ако имаш нешто за спотот, слободно. Па не, нешто многу најавувам, просто еден интересен проект, еден интересен дует. Песната е хумористична, песната ни е снимена, спотот, како што ви кажав, ќе се снима за една недела, така што едва чекам да излезе, па да видите, да споделите, па ќе ми кажете каква ви се допаѓа. Има да ме чекате, како што ви чекав јас преска, онде да не поканите да влеземе во емисијава. Пишува зашто Ќе те чекаме, се разбере, и секогаш знаеш дека ќе те угостиме повторно и да го видиме, споделиме со гледачите. Мене многу ми се допаѓа вака што ни давате да пишувате со пенкала што не пишуваат. Не пишува ни тоа. После ќе ви дадам таблички, неотпакувани ми се тие, така да ќе пишуваат сигурно. А може овие за домашна Да, сега ќе ги поминеме. Со или на заедно. Теоретски ќе ги поминеме. Но пред да го направиме тоа, секогаш сакаме да имаат приоритет нашите гледачи и затоа што рековме дека ќе ги имаме, нормално за да им доделиме интересен подарок, па и ние да ги вклучиме и чуеме, зошто да не, би можеле тоа да го направиме сега. Така ли? Телефонскиот број ќе ви биде испишан долу, не ве прашуваме вас прашања. Едноставно ве вклучуваме и преку нашите гости си избирате вие кој, преку она игра таму ќе добиете некој од оние подароци кои што секојдневно ќе бидат различни и на располагање за вас. И сега вака скромно изгледано, тоа верувајте, таа тезга ќе се напуни. Ќе се напуни, да. За нашите пријатели Флорис кои што се откочани и кои што ќе се потрудат се разбира за сите оние подароци кои што ви ги делиме на вас. Ајде. Одиме, добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Убав ден кој ни се јава. Се јавува Баба Роска од село Орман. Баба Роска, значи каква сезона ќе имаме ако Баба Роска ти е прв гледач? Одлично. Така. Баба Роска, дали вие сте ни опуштени со денешното прво издание Никој како? Да. Добро. Ама да те прашам, кај беше до сега те чекам? Роска, тука сме. Ти е многу убав. Благодарам, Баба Роска. И Сара ме караше. Чекавме и ние за емисијата. Чекавме, многу чекавме. Кој чека ќе дочека? Чекам да те видам, Брененат. Ви благодарам, Баба Роска. Нема да должиме многу, бидете ми така. Само кажете ми, Баба Роска, Димитар или Сара сакате да се обидат да ви доделат еден подарок? Ајде, нема размислување. А кој може друг осем нив? Како? Кој? Дали они само дават поклон? За вас, Баба Роска. Кажете само Димитар или Сара? Епа, хајде Сара нека биде. Ајде, најблиско е Сара. Дај на Баба Роска! Дај на Баба Роска, Сара. Земи го топчето. Мислам дека Баба Роска сакаше ти да ја доделиш подарок. Да, нема Јас проблем. би го дала мојот ред на тебе. Баба Роска сака тебе се гледа. Баба Роска, сакаш ли Ненад да ти додели подарок? Па може. Ајде, многу ме намести. А што ако испадне полека што нема подарок?
Па ти разбери се со Роска. Тогаш ќе доделам јас, ајде. Добро, значи вака. Баба Роска, пошто ни е прва, додека не доделиме подарок, не исклучувам. Значи ќе траеме до 9:15. Добро, значи имаме 8 полиња горе, вкупно 7 доле. Ставаме, Баба Роска ќе каже на која поле, каде ќе падне топчето, таков подарок ќе добие. Има полиња кои што немаат подароци, што би рекло? Пошто Сара Меј се тука, доделуваме чадор, врне. Многу убав текст има таа песна. За караоке ми е, ама уствари сватив дека нема што да пишувам, само врне. Пробај да го испееш, ќе видиме ќе разговараме. Добро, значи шега на страна, период на дождови, значи имаме чадорче. Тоа е бројот 3, ако падне топчето на број 3. Ако падне топчето на број 7, ќе ви доделиме за фрапе едно миксерче, а ако падне топчето на број 1, ќе ја добиете оваа прекрасна есенска убавица, така е насловивме со Кате, оваа слика за дома. Баба Роска, Кажи ако падне на другите полиња, ништо нема да доделиме. Кажете од 1 до 8. Што да кажам? Број 9. Ајде 3. Број 3. Пуштаме на број 3. Држте среќа за Баба Роска. Ајде да видиме. Ајде 1, 3 или 7. 5 не. Дај уште едно топче за Баба Роска, ајде. Само да сите гледачи да им кажеме дека ова само за Баба Роска го правиме. Сите имаат по една шанса. Одиме. Баба Роска, ајде уште една шанса. Кој број? Ајде 7. Број 7. Да. Ајде Баба Роска. 1, 3 или 7, 2, Баба Роска! Пошто само една прилика има кога Сара Меј се гостинка. Мислев чадорот да го доделиме. Ајде, врти мене ми многу интересно. Ова Димитар. Баба Роска, што Ајде, Баба Роска, кет стај, нека иде на седмица, нека иде живот, молим те, нека падне нешто, ајде. Петка. Од петка да пуштам. Ајде, Баба Роска. 1, 3 или 7, 1, 3 или 7. Кет, браво, Баба Роска! Портретот од денат! Ова прекрасна есенска убавица ќе ме потсеќа на нас, Баба Роска. Вака спакувана и фина. Леле шубо. Ќе се организираме како да си ја подигнете. Баба Роска, оставете податоци во режија, ви благодарам многу. Драго ни беше што не дружевте и да ни се јавите пак. Ајде. Кај застанавме, кај споменарка ви ќе заврши мисија. Ненад, ништо не направивме ни една. Знаеш колку Сега игри не викна у име. Караоке не пеевме. Ни караоке Ајде не брзинка пеевме. споменарката. Може ли вака брзински? Така. Добро, може, одиме. Ајде. И ќе имаме време само за уште еден гледач. Така. Ајде, дечки, добро, одиме прека јас на 7 години. Сара, сега Сара. Омилен филм. Ама и одме и Димитар нека одговара. Омилен филм. Извини, повели, ти си во емисија? Не, за тебе да одговараш. Прекар Диме Виолина, сега Димитар Велики. Сега Димитар Тапани. Добро, омилен филм? Не, можам да раскажам. Не, нема време. Омилен филм Ајс Вентура Кетс. Добро. Омилен филм сега Аватар. Добро. Најдобар другар, Сара? Аха, омилен филм На Хајди. 7 Хајди. А сега House of the Dragon. Добро. Другар најдобар некогаш и сега. Најдобар другар некогаш Игор, сега Сандре. Може и другарка да кажем, И ама другарка сега. можеме, да. Кај мене е најдобар другар Мартин, а најдобар другар сега Сара. Така ми пишам. Прва љубов, некогаш, сега знаеме, некогаш. Си одам јас од емисија, може ли уште едно топче Абе за нема мене? врска, на се. Уште На едно се топче ще за има мене. врска. Прва љубов, некогаш, љубов сега не мора да одговарате, знаеме. Е, па јас баш имам различно. Ајде, добро. Сандре. Добро. Прва љубов Иван, сегашна љубов Димитар. Добро. А прва љубов Иван, сега не. Добро. Ивана, живи се едно пиша на Ивана. Сакам да бидам и ќе завршиме. Ајде, сакам да бидам. Абе како да завршиме? На 7 што сте сакаме и сега и после избор по на гостинот. Прашање по избор на гостинот. Ја на 7 врска немам што сакав да видам, а сега жена на Димитар Атанасовски. Јас сакам да бидам уште од тогаш баш на седум. Абе дали сте нормални со прашања, Добар дали. ден или добро вечер, кој како сакам, еве добар ден се уште имаме летно сметање на времето. Кој ни се јавува? Сонце нема. Кој ни се јавува? Добар ден, Мери се јавува. Уште еднаш само не слушнавме Димитар Ебучен. Мери се јавува. Мери, од каде? Од Скопје. Од Скопје, Мери, како сте? Одлично. Ајде малку еден прв коментар во една реченица, како се забавувате, што ви фали, што ви треба, кад да додадеме во емисијава.
Па моментално ништо не ни треба. Во еуфорија сме на зимници правиме. А зимница правите? Нас ни треба тегла-ајвар, имаме каде да складираме, така да слободно може да ја пробаме. Нема проблем. Така, нека ви иде лесно со зимницата. Ајде се одберете да видиме што ќе добиете вие како подарок. Сара или Димитар? Ајде, Димитар. Ајде, Димитар. Чекај малце сега, што ќе добиете како подарок, Сара или Димитар? Да ме кнашке не добиете подарок? Еве, мени доаѓам, дајте адреса само и тоа е тоа. Значи, Мало ви што ме одбравте. Само за Роска, само да појаснивме, само за Роска, како прва гледачка, нели, имавме толеранција. Чекај сега. Не може, не е фер. Чекај, Да бе, концепт. дека мене мери ме одбра, за тоа не може. И за мене 3 топчиња, да знаеш. Кој што бе, вртам бе? Океј, ајде, прва емисија. Ја ќе кажам како. Прва емисија може. Број ќе кажи. Ред се падне, не си одбор, Мери. Мери, број ќе оде, не телефонски, кажи. Ајде, 4. 4. Ова беше 4, да? Ако не па сите стаи ги на 4. Натали, дај. Чека да видиме. Кец. А друго број ќе Мери? Кец се падна. Друго 6. Што? 6? 6. Пушти на 6. А чекај, на Кец што се падна сега со Па Роска нема, на дела па се падна, нема. Сега имаме седмица и тројка. Седмица... Седмица! За фрапе, Мери! Го добива ова! Ова, што е ова? Миксер за фрапе. Одлично, така Ние е. податоци горе во режија да ни оставите само за да може да ви кажеме каде да дојдете и си подигнете. Она во што сме сигурни е дека ќе си правите фрапе и ќе можете со кафенце да се уживате во Никој како во следните изданија. И ќе биде Никој како Мери направи фрапе. Така е, дај бре да испееме нешто, бре. Караоке, 2 песни планирани, нема време за ни една. Ајде, Одиме, ајде одберете што сакате да пеете. Јас предлагам вака, бидејќи нема време, Сара сама нека испее. Не. Дајте ако не убрзано да ги испеете. Не, па тоа тука те чекавме. Еве, може да кажам, Прва емисија може да ви. споделам со гледачите. Шо? За твоите вокални способности. Да. За тоа што те фалеа. Те молам сега, тоа е Кој те приватно, фалеше? интимно е сега. Јас интимни муабети споделувам, не може. Не, значи види. Шо ќе пееш, Тоа кажи, Димитар. треба да се гордееш. Да. Па добро, ја морам да кажам дека Калиопи го има пофалено. Тоа сакав да кажам. Реклами, чекај, немаме. На најинтересното реклами. Затоа што има 2 блока реклами. Ајде да видиме рекламите што ќе кажат, наман да се договорат. Но јас бидов со пола песна, па Најавуваме после реклами. реклами, за да можеме после уште една да направиме на крај, ако се сложувате. Може 6 и така? 5 вестите су 6 и Не, 5 се на... секира и во вести ќе влеземе, Кој ќе и пее тука се карши. Одиме да пееме. Која песна? Сара, која песна? Ги знаете, ви ги кажавме. Значи имаме Тамара Тажна љубов срекна песна, па потоа имаме Сега за сега, Владко Зарсковиќ. Нели Калиопи ке пееше? Дали ме Ајде, пушти сакаш? тоа Ајде Калиопи. Калиопи, дали ме сакаш? Имаш Калиопи, Маријана не губи Росана, време. признавам. Ние ќе, ја и ти ќе ја пееме таа. Калиопи. Ја и ти е Маријана Росана. Да. Е по Маријана и Росана. И двете сме црни. Останете со нас. На крајот од емисијата ќе чуете како пееме Маријана Росана. А сега, Калиопи, можеш да пристапиш, а можеш и од позиција. Можеш и на плебе како се. Одиме пола па реклами. Ајде. Ајде, кате па ти заедно. Зема микрофонот, каде ајде, да Сара прави Имам опана, супера! Кај се пак читате негда текст? Добро. Се на светот и сум видела баш се, искрен лаж го како тебе нема никаде. Да има само една звезда на небо, ти би сторил 5. Се што возможно ти правиш, право чудо е. О, да! Дали ме сакаш или ме посакуваш? И не е толку важно, ти ми се допагаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш? Се додека ти лажеш, со си ме рубаш. се враќаме назад после рекламите. Имаме предизвик игра, имаме уште многу прашања и многу пеење. Бидете со нас. Никој како Сара, никој како Димитар, никој како Кате, никој како Ненад и никој како сите кои не гледаат. Ма никој како И никој не нема најавено како Силви Бенд. Никој како тебе.
Дали Силви Пен, дали Маријана и Росана, битно да се римува. Одиме сега Маријана и Росана, само за вас, оно што ви го ветивме, а Димитар го спомна, ќе ми платиш за ова. Ќе бидеме Маријана и Росана. Ти ќе бидеш Маријана или Росана? Не знам, ти ќе бидеш Маријана и Росана. Кажи која Таа што е со втората строфа. Па не заедно пеат Маријана и Росана. Не, првата строфа е сама. Не ја знаеш песната. Ајде побрзо, ти да пееш. Не чекаме на домашната. Онда почни ти, биди Маријана и Росана. Ајде, почни ти. Ти си. Охрабри се. Дали ни пушти и таймер да одбројува што ќе се разнесеме на крај на емисија? Ајде, до вестието. И то е сам. То е сам. Или ја да... Го мачи се, го боли се, му доаѓа да заплаче и нему како мене. Сам, и тој е сам, звезда ми кажу. Сакаш горе да пеам? Ајде сега. Го следи се, што рековме, му доаѓа да полуди и нему како мене. Чека, има се уште едно. Да, застане. Да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Што туку ги изгубивте сите климачи? Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. Абе, сам пеам терца. По-добро уби ме, но не оставај ме. Ме остај сам терца да пеам, не ми се верува, не ми се верува. Абе, звезда ми кажува. Аха. И како во 90-тите така завршува песните со Федор. Драги гости, погрешивте. Тоа беше целта, но... Сакаш да се чукаме? Тоа беше целта, да си ги замените местата. Не по български? Зори, не на тебе, извини. Да повежбаш малце, немаш ми сам терца да го оставаш. Не, намерно ти не разбежба интонацијата за мене. Значи вака, да ги делиме обврските обратно. Сара, врска немам, само ти кажам, ги знаат правиме дека ние, ништо вако ќе вашките ми обврски смисли ги прават и тие. тоа. Само да објаснам на брзинка. Сакаш да ми кажеш дека дома со Горана сте поделени на женско-машки обврски, значи вие... Не бе божински, сега, овие да не проповедаме, него нели нешто што не е нејзино секојдневно, сигурно Сара дома не заштрафува полиција и така натаму. Не, Сара. А ти не преш пандишпан. Пандишпан ти преш? Чекај, Сара треба знак да ни даде. Малку да објаснам играта. Пандишпан кој при дома? Ја. Па смените ги места. А Сара буши. Чекај се, многу е битно, пошто пандишпан ќе правиш. Добро. Знаеш што е финтата со пандишпанот? Да, знам. Извинете. Што е финтата? Пандишпан? Да. Пандишпан Шлагот, шлагот. Не, шлак, не. Па тоа е шлак, не е пандишпан, ти си ненормален пандишпан, е она што е на торта, она по тестото. Па ова е шлагот, бе, човек. Не е бројува пандишпан. Ајде, Ненад, врска, нема. Само белката треба, само белката. Ја преместите масата. Ајде. Во чашата. Жолтката во чашата. Абе, зашо иде на вака? Вака само да ви кажам, вие треба да ги отштрафите и да заштрафите големи Само момент. Ама време не тече, само момент. Како не тече 5:15? Ма не тоа е довести. Ренато ми даосте. Само момент. Помогни ми, ба. Знаем Не, дека бе. ќе се бара помош. Ама извинете, ако може да ми се манете од тука. Ова ни помогне му и на тина Димитар. Сара 5 и 3. Да видам до кај сте. Додади шекер, не објаснува, еде. Да. Значи треба, знаеш, треба да биде до момент кога ќе го свртиш на глава, да не падне. Димитар! Не идеме со вака. Со колку ти е рецепта? Давај, 3 лажици. 3 лајци. Да побрзо да овако.
Абе, ајде одгоре, овако во 90 ора ми давте миксер. Чакай момент, не ме слушате до крај. Имате големи, да ги заштрафите сега. А дали мене го погледа културен да видам? Ајде, пати шпанот, брзо. Не, ова не ви е добро. Добро ви е, добро ви е. Ајде. Да ти кажам само нешто. Стара. Како што Димитар има едно само вако за миксање. Ова не е фер, да знаеш. Не е фер, намерно е. Стај уште шекер. Уште 2 лажици. 3:41, Стара, бе знаеш како е. А ова не го довести или додека заврши игра? Не, довести ова. Како довести? Ајде. Режија, дали ги слушаме? Ставај бе! Абе, ало диабет ќе пати, диабет ќе патиме. Добро е, добро е. Окей. Ајде заштрафете го до крај, сте завршили играта. Ти нема... Како се прави мита? Ова не довести до трети. Ама вие вади само ова, бе, ништо друго ни треба, Стара. Тврдо на глава да го ставиш да не паде. Како треба? Како ме на глава? Копчето па Толку цврсто, за кога ќе го превртиш на глава да не ти падне. Да, ама овој ти е со 300 вати миксерот, значи јас со 900 вати миксер работам. Па донесе се миксер, друго. И Сара нека си донесеш трафилица, така имаме. Па сяке ми се жалите на трафилицата и на миксерот. Абе, малце треба да го заштрафиме, ни мора цел. Не, само на малата виде. Нема гали, а мислам можам и да овако. Не, ти миксер си многу добро го правиш тоа. Дај бе, помагајте ни на... Работа што е? Може да ми го даеш од мери тоа за Нескафе побрзотизма, там жими се. можехме две. Дај, те молам, земи го. Да не го парам. Абе, Мери нема да се луди, јај го додели води. Ново ја намери нещо. Ај ова? Не е тоа копче. Уште колку време имате? Секако човек. Уште минута. Минута? Може ли да ви помогнам? Може ли да ви помогнам? Може ли да ви помогнам? Да. Не. Добро. Ете го женскинајот, не. Тоа ќе се наутат, тоа е Ја тоа. ќе земе со забика за штрафи, ама нема да ти даде да... Знаеш како, многу големи совеки ни... Па намерно е тоа така Ајде направено. сега помогни ни, Ама ева. не мора цели. Кој не ви донесе миксер за следна емисија, мене не ми се верува чече дека ми го дада овој. Ајде, кажи. Чиф е овој. Ова го заштрафи. Го заштрафи. Овој од свадба ти е похвал. Не, овој ми е од свекрвата. Не, па се гледа. Зашто? Лоу, како Тоа е не тоа, знам. со таков миксер да Зашто го не може ставиш. ова не мати? Што сакаш да направиш? Да ги заштрафи сега, Бенина. Па полека, бре. Еве го. Добро? Па ја тоа така, ова го сум го заштрафила преска. Еве го. Ајде, ова. Значи, Абе, ја па мислев- измиксај го ова. Ја мислев цело треба да Па отиде. да, ја мислам. А гледаш ова си... Доволно за да се закачи на него нешто, Не, како бака, цело. Па цело ќе пробиете доле во подрум. Па затоа викам. дека треба да го заштрафи на маса. Они мислеа дека треба вода да дадат. Ја не знам. Леле. Добар, Сара. Браво, Димитар, да ти кажам, си ми изненадил, бре. Еве гледаш. Многу си ми изненадил. Пандишпанов ти е поведен. Гледа, еве, ајде. Многу добро. Одлично, одлично. Девојки, Ама не е пандишпан, шлак е ова. окей, гаси да се чуеме. Девојки, Минута до крај. само момент, пошто немаме време, сакам да окончаме играва. Дали ова е добро сработено? Вие како дами, што велите? Малца треба. Шпанца, не пробувај леле шеќер и Пробај, жити мене, не. Уште шекер му треба за да биде попувкаста. Абе, како е уште шеќер, зај слажичка стев? 4 кила шеќер. Кажи. Тоа бе потака Тебе не ти дам, да сам прски зборам. Значи, добро е, проаѓаме, така? Проаѓа Димитар. Одлично, успешно Ама кој завршуваме, братче, Ама чекај, кој браво. победи? Преле ми се рацете. Ова Сега може кој слободно те победи? водителката на глава. Кој победи? Многу е лесно. Жената секогаш победува. Се сложувам, се сложувам. Значи победив Немој да ти знак. испеам салфетки, да рече. Браво. Салфетки ми треба. Секоја чест. Е, па значи можеме да завршиме со призналом, не можам без тебе. Па ја испејавме, пак ли готово. гребе? На барање на публиката. Публика се јави ја гледачи и рекла, нема пење. се разнесеме, нема Готово. Океј, утре во истото време ќе се дружиме со Елена Вилевски и Александар Тарабунов, 17:15 гледате на Никој како, видите со Телма. Thank you, bye. Thank you, благодарам многу, да, сека нова година, среќни празници, ајде. Благодарам. Ти реков не пипај.